Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани градоначалници, денеска ми е навистина драго што имавме можност да дискутираме во однос на средното стручно образование за 4 општини, ова е регионална средба, која што се одвива во Берово. Целта на овие средби кои што ги правиме со општините под мотото Учи паметно, работи стручно, сакаме да ја вратиме довербата помеѓу училиштата и компаниите. Целта е да обезбедиме што поголем број на компании кои што ќе ги отворат вратите за учениците кои што се во средните стручни училишта. Средните стручни училишта веќе ја подобруваат својата програма, дел се од реформирано средно стручно образование, се поставуваат модуларно, но праксата е најзначајна за стручните училишта. Затоа најголем дел од компаниите на нашето истражување одговорија позитивно, или од 450 компании кои што беа испитани пред да започнат овие средби, 85% од нив одговорија позитивно дека би ги отвориле вратите за феријална пракса или за дуални паралелки. Очекуваме во уписот кој што ќе се случува на крајот на март или кога ќе се објави самиот конкурс за упишување во училиштата, да голем дел од паралелките бидат дуални и на тој начин ќе бидат помотивирачки за самите ученици. Дополнително Министерството не само што ги прави овие консултации кои профили ќе се отворат за учебната 2021-2022, туку и ќе обезбедиме стипендии за учениците од техничките средни училишта, за да можеме да ги мотивираме и стимулираме да исто така се запишат во овие училишта, кои што значително имаат подобрена програма од една страна, но од друга страна и ќе обезбедат соодветна пракса во компаниите кои што се и идни работодавачи на учениците кои што треба да завршат пракса во нивните компании. Благодарам. Домакина да прашаме кои сектори во Берово од кадрите во училиштата, особено во гимназијата, најмногу има потреба од поддршка преку ваквите проекти? Добро. Денес како домакин на иницијатива на Министерството за образование и наука, општина Берово беше домакин на регионалната средба, каде што на едно место на иницијатива на Министерството беа локалната заедница, компаниите, секако средните стручни училишта. Во општина Берово, значи имаме 3 стручни насоки, тоа е ugostителско-туристичката, дрвопеработувачката и текстилно-кожарската. Најголем интерес во изминатите неколку години има секако туристичко-ugostителската, каде што ќе спомнав во самиот вовед, имаме 84 ученици запишени во 4 класови распоредени и тие моментално се присутни на пазарот на труд како генерација кои излегуваат од училиштето и истовремено се примамливи или се на располагање на самите работодавачи во таа сфера, за да можат да подигнат и нивото на туризмот во општината, а секако и добрата услуга кон самите клиенти. Еве за конкретно за општина Македонска Каменица знаеме дека рударскиот сектор е предничи кога се во прашања унапредувањето на учениците кои би се вклучиле во работата на компаниите. Како е замислено понатаму сето тоа да тече? Мене ми е особено драго што токму денеска на оваа јавна дебата произлезе на виделина и потребата на компаниите кои што, посебно на Рудник САС и компаниите кои што се контрактори и ги обслужуваат Рудник САС и се надевам дека веќе произлегоа конкретни барања за формирање на дуална паралелка која што ќе ги задоволи потребите од средностручен кадар, изразија подготвеност да се вклучат во овој нов концепт на образование и се надевам дека во овој рок од 5 до 7 дена ние како општина заедно и директорот на средното училиште, заедно со компаниите кои што се во склоп на Рудник САС ќе произлезе иницијатива за формирање на дуална паралелка во нашата општина. И ќе биде она што навистина е потребно во стопанството и се надевам дека на долг рок ќе се решат потребите токму во функционирање на овој сектор. Благодарам. Каков интересот од компаниите за конкретно за општина Делчево, знаеме дека текстилството допредничи во насока на привлекување што поголем број ученици по завршувањето на средното образование да останат и овде да продолжат да секако претходно да се унапредат на факултетите па да се вратат да работат. Денес се одржа една лобна средба на иницијатива на Министерството за образование и наука, заедно овде е присутна министерката, која што сака на реален начин да се направат промените во средното стручно образование, за да може целото општество да од некоја почетна точка заживее. Во Делчево имаме две струки, тоа се текстилно-кожарската струка и хемиско-технолошката струка, каде што вкупно во едната се во сите 4 години 25 ученици, во хемиско-технолошката струка 24 ученици
И по мене најбитно е тоа што компаниите се вклучени и на оваа средба денес, но и во истражувањето кое што го има анализата што има направено на Министерството за образование и наука, пројавувајќи го нивниот интерес да бидат формирани тие дуални паралелки и нови профили во средното стручно образование кои што после секако ќе бидат од корист на компаниите во овој регион, па и сегде во нашата држава. Така да го спомнав и ова при мојата дискусија дека ова се алки кои што се неминовно да бидат поврзани за да целото општество тргне напред. И мора од негде да се тргнат некои реални реформи кои што се прават во образованието. Така, благодарам. На истата тема во Пекчево знаеме кои се значени сектори за врска со оваа тема. Поведете. Па вака, најнапред јас да се заблагодарам како моите колеги градоначалници од регионот на Министерството за образование, пред се предводено од министерката Царовска, за реформите кои што сака буквално на овој начин да ги вметне, затоа што битно е реално да се посветиме заеднички сите чинители во општеството, за да може да извадиме на крај едни позитивни реформи кои ќе бидат од особено значење не само за самите средношколци, туку и за целиот процес во општеството. Јас се надевам дека од оваа дебата од која произлегува навистина добри предлози и идеи од компаниите пред се, ќе имаме можност во иднина да се вметнат овие предлози во реформите кои што ги предочува самото министерство и се надевам дека со тоа ќе вродат плод не само во компаниите кои ќе бидат остручени кадрите, туку ќе имаме потенцијален позитивен кадар кој може да се најде на пазарот на труд, од кој што ќе почувствуваме сите бенефити. Ние како локална самоуправа за самиот развој на локалната заедница, а се разбира со тоа и целата држава ќе оди напред, затоа што само со вистински реформи во образованието можеме да имаме напредок како општина и како локална самоуправа, а се разбира и како држава.